Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер, Македонија, добро вечер, драги гледачи. Вие го гледате петото издание од третата сезона на Редкаст. Секогаш со вас сум јас, Кирил Трековски Максим, вашиот водител, кој што се обидувам да ви ги донесам најдобрите гости со најактуелните теми. Но пред да си го представам денешниот прекрасен гостин, прво да си ги поздравам Клима Лайф, кои се експерти за нови брендови на клими, за нивно сервисирање и одржување. Доколку се уште не сте набавиле клима, дечки, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660092, а момците ќе се погрижат за се останато. А сега дојде време да си го представам и мојот гостин. Станува збор за Маријан Димитриев, кој што е кандидат за градоначалник на општина Аеродром од редовите на Левица. Добро вечер, Маријан, и добре ни дојде во Редкаст. Добро вечер, Кирил. Ти благодарам за поканата. Ќе преминам директно на прашањата, бидејќи немаме многу време пред изборие, еуфорија има голема меѓу нас граѓаните и меѓу гласачите, па да бидеме конкретни и прецизни. Кажи ми, Аеродром денес, што тргна наопаку во Аеродром? Така. Многу работи тргна наопаку, Кирил, во Аеродром. Може да почнеме пред се од најактуелното, а тоа е нечистотијата во Аеродром. Во 21 век ние дозволивме Аеродром да се дави во нечистотија. Тоа за една општинска власт е недозволиво. Зашто е дојдено до ова? Морам да кажам дека во изминатиот период се испомпуваат пари на приватни фирми за чистење на општината, кои што реално не се ни појавуваат да чистат. Имаме план, имаме визија како овие работи да ги смениме. Друга работа што е тргната недобар правец е загадувањето во Аеродром. Знаеме дека Аеродром се загадува најмногу од околните општини, но гледаме како градоначалникот не превзема буквално ништо во однос на тоа прашање. И те како има работи кои што може да ги направи, овде пред се мислам на да ја адресираме одговорноста, чија е ова одговорност за ситуацијата со загадувањето и соодветно на тоа покренување на кривични пријави на одговорните лица за настанатата ситуација. Овде мислам на одговорните лица во општината Газибава, град Скопје, Министерство за животна средина, Инспекторатот за животна средина, но и општината Кисела вода. Затоа што најголемите загадувачи ни доаѓаат од Газибава со Вардариште, но и од Усие, кој што се наоѓа во Кисела вода. Така. Кажи ми, Маријан, кои се најголемите пропусти на актуелната локална власт и што е првото нешто што би го сменил доколку би станал градоначалник? Така. Овде можам да кажам дека прво нешто што ќе направам постапување на функцијата на градоначалник на општина Аеродром е ревизија на сите договори во општината. Затоа што гледаме дека буквално за све се испомпуваат пари на приватни фирми за дали ќе биде тоа за чистење на општината, дали ќе биде тоа за одржување на зеленило, дали ќе биде одржување на јавно осветлување и така натаму. Значи буквално имаме нула транспарентност во однос на тоа и гледаме само како се излеваат пари, а општината не прави ништо. Мора сите овие работи да ги промениме. Имаме план, имаме програма, која што можеби најобемна програма во однос на останатите партии и те како сакаме да ја средиме општината и да го вратиме сејајот на Аеродром. Левица често зборува за урбанистички криминал. Како конкретно планирате да го запрете бетонското ширење во Аеродром и да го заштитите јавниот простор? Да. Сите сме сведоци како денеска Аеродром е претворен во спалната соба на Скопје. Буквално гледаме само како се градат стамбени згради, а нема ништо друго освен тоа. Ја овде ќе кажам дека ќе воведеме мораториум за градење на стамбени згради и ревизија на сите ДУП-ови во општината. Ајде да видиме до сега што имаат направено двете политички партии, овде не е само ВМРО, да не заборавиме дека овде и СДС, да не сакам на СДС да го изземеме од одговорност, затоа што и во времето на СДС и како се градеше во Аеродром, а потоа да пристапиме кон планско и организирано градење на општината. Ајде да викнеме експерти по урбанизам, ајде да ги викнеме сите здруженија кои што се од областа на просторно планирање и урбанизам, па да видиме каде треба Аеродром да се шири. Така. Ајде малку да позборуваме, Маријан, за младите и за спортот, еве конкретно за МЗТ. Го споменавте недостатокот на поддршка за младинскиот спорт. Што точно ќе направите за да се врати спортскиот дух во Аеродром и дали навистина младинската школа на МЗТ ќе биде бесплатна? Така.
Ние се изнаслушавме на празни ветувања од двете политички партии кои што изминатиот период беа на власт во Аеродром. Конкретно од последната гледавме дека ветуваа све и свашта во однос на МЗТ, ветуваа дека ќе го вратат во АБ1 лигата, ветуваа дека младинската школа ќе биде учесник во Европската младинска баскет лига, но верувајте, ништо од тоа не е постигнато. Баш напротив, со години се намалува поддршката од општината во однос на МЗТ. Сакаме да ставиме крај на овие работи и време е со структурни систематски реформи да го вратиме МЗТ таму каде што заслужува. Да, имаме план и ќе направиме бесплатна школа, односно младинските категории нема повеќе да плаќаат членарина за тренирање нели на своите деца. Овде пред се морам да кажам дека имаме и нова современа програма со која што треба младинските категории да тренираат и секако промена на неквалитетните тренери и кадри во МЗТ Аеродром. Најавивте дека ќе реорганизирате работата на комуналното предпријатие. Што значи тоа во пракса? Како ќе се подобри хигиената и одржувањето на улиците и парковите? Една од централните надлежности и ингеренции на општината е да се занимава со чистењето на општината. Значи, општината е таа која што треба да ја исчисти општината. Но што гледаме во реалноста? Во реалноста гледаме јавни тендери на приватни фирми за чистење на општината, кои што не се ни појавуваат да чистат. Нашата цел во овој контекст е реорганизација на јавното комунално предпријатие со инвестирање пари во самото јавно комунално предпријатие за купување на нова механизација и нови вработувања. Морам овде да кажам дека ќе формираме тимови за секоја населба посебно, кои што тимови ќе бидат одговорни за чистотата во нивната населба. Време е Аеродром да го исчистиме. Ќе се чисти секојдневно, ќе имаме неделен, месечен и годишен план каде што граѓаните ќе можат да видат каде и кој чисти. И доколку не се исчисти, ќе имаме лице кој што е одговорно за тоа. Така. Само така ќе можеме да ги смениме работите и да се исчистиме општината. Па Бога ми треба да се исчистиме. Континуириве се фул. Се претворивме во депонија на Скопје. Да, буквално да. Океј, ајде малку за економската правда на локално ниво. Како може една општина да придонесе за економска правда? Планирате ли политики за поддршка на локалните бизниси, семејните занаети, малите предприемачи? Во изминатиот период видовме секакви политики, но не политики и мерки кои што се за поддршка на локалниот развој. Во нашата програма имаме изградба на аеродромска чаршија, која што ќе биде новото место за микро и мали компании, за најчи културни работници. И како сакаме да ги поддржиме овој тип на компании за локален и просперитетен развој на општината, но покрај ова морам да кажам дека имаме изградба на технолошки парк во Аеродром, кој што му е потребен не само на Аеродром, туку и на град Скопје, за нови иновации, за нови современи работни места. Да не дозволиме младите луѓе, посебно младите луѓе, да не се иселуваат од државата, туку ајде да направиме политики и проекти со кои што ќе ги задржиме овде. Кажи ми, Маријан, што значи да се биде левичарски градоначалник во пракса? Како се применува левата идеологија во секојдневното управување со една општина? Левичарството во пракса, морам да кажам, е нашите политики да бидат во контекст на обичниот граѓанин и работникот. И како ако ја видите нашата програма, сите мерки и проекти кои што ги имаме се тргнуваат и се насочени од обичниот граѓанин и работникот. Да, имаме намера да работиме за сите граѓани на општина Аеродром, а не за малкумина како што е до сега. Од друга страна, планираме директна демократија, односно за одредени работи, одредени проекти, сакаме да го консултираме и самото население, така да преку локални референдуми ќе може директно граѓаните да одлучуваат за одредена работа. Денес граѓаните се разочарани и не веруваат во општините, можеш да се согласиш. Како ќе вратите довербата? Како ќе обезбедите вистинска транспарентност во одлуките на локалната власт? Денес граѓаните со право не веруваат повеќе во политичарите, затоа што 30 години гледаме само како се менуваат политичките партии ВМРО и СДС, а никој нема направено ништо за граѓаните. Ја многу пати до сега со средба на граѓаните и како имам порачано: луѓе, дајте ни шанса за сите да видиме дека може поразлично и може подобро од ова. Дојдовме до ситуација каде што збориме за загадување,
дојдовме до ситуација каде што збориме за да си го исчистиме ѓубрето. Тоа е директен резултат на неодговорноста и лошите политики на моменталните влади. Ние имаме план да ги промениме работите со искреност, честност и транспарентност. Сите одлуки кои што ќе ги носиме во општината ќе бидат транспарентни, дури планираме да имаме и електронска платформа каде што јавните набавки ќе бидат јавно достапни, граѓаните точно ќе гледаат Зашто се трошат парите? каде се трошат нивните пари и Так. до каде е проектот. Так. Затоа што сега само гледаме А одговорност ки има ли? и те како планираме да има одговорност во делот на тоа што општината е надлежна, тоа е покренување на правни постапки и те како планираме да ја адресираме одговорноста за никогаш повеќе да не ни се вратат политичари кои што до сега не важеа 30 години уназад. Паријан, кажи ми, еве ти доколку би станал градоначалник, како го гледаш аеродром? Која е твојата визија за 4 години? Кој е твојот сон за оваа општина? Така. Визијата е пред се прво да си ја исчистиме општината, затоа што сведоци сме на буквално се гушиме и се давиме во нечистотија. Прва работа или прв наш приоритет ќе биде чистотата во општината. Предпоставувам и аерозагадувањето. Така, као втори приоритет мора да го гледаме аерозагадувањето. Гушиме скроз. Така е. Ја во едно интервју кажав, ние за 10 години треба онкологија да отвориме у аеродром затоа што нашите деца ќе фатат канцер. Не смееме да дозволиме у 21 век ние да дишиме загаден воздух. Буквално дишиме канцер, што е недозволиво. Трет приоритет кој што ќе го направиме е да ставиме крај на урбаниот хаос и конечно да го решиме проблемот со паркинг просторот. Леле, тоа мора да го решите. Значи, ја имам проблем со паркинг просторот, вртам по 15 минути на паркинг, нема место. Сега дали е подобро да се наплаќа тој паркинг како што од другата страна на аеродром, например у Ново Лисиче се уште не се наплаќа и тука луѓето, знаеш, ги ставаат колите и си одат на работа од спротива. Може би тука ќе има, нели, мала одбивност према тие што досега не плаќале, ама од друга страна параат си, затоа што стварно се дешава да каснам на многу места каде што треба да одам само заради тој паркинг простор. Дали ќе се направат некои катни гаражи или каков е планот? Имаш ли некоја програма за тоа? И овде можам да кажам дека зонското паркирање е краткорочна мерка каде што некаде може да помогне, но за да го решиме проблемот мора систематски да пристапиме. Ние во нашата програма имаме изградба на неколку подземни гаражи во општината и на неколку катни гаражи. Најголем проблем од аеродром се во населбите Острово, Мичурин, Стар аеродром, каде што верувајте, буквално по улицава се паркирани колите, но и Ново Лисиче. Ново Лисиче е хаос, јас ти кажувам. Карши авиончето, дојди да видиш што се деша, поготово викенди, затоа што сите одат од спротива, нели, и тука има паркче, седат луѓе со дечиња и сите колите ваму. Знаеш, Веќе имаме пикирано неколку локации во општината за изградба на подземни гаражи, но и катни гаражи, каде што ќе овозможиме дури јавно-приватно партнерство на граѓаните на аеродром, а тоа значи граѓаните да можат да си ги купаат своите паркинг места по производствена цена, а не по цените кои што сега се на пазарот. Ние денес гледаме во аеродром како се продаваат паркинг места по 7.500 евра или 10.000 евра. Да, ужас. Значи, урбаната мафија си го прави своето, а општинската власт не прави ништо. И те како сакаме да го смениме тоа? Со градење на подземни катни гаражи и јавно-приватно партнерство, каде што граѓаните ќе си купат свој паркинг простор кој што ќе биде упишен во нивниот имотен лист. Маријан, ти благодарам за овој исцрпно и искрено интервју, мене многу ми се допадна. Се гледа дека има голем адреналин и желба во тебе сега во ова предизборие, дека сакаш на вистина да им докажеш на луѓево и се надам дека искрено ќе го сватите овој човек со неговите намери за да направи нешто се со цел да ни биде поубав животот на сите нас во аеродром. Ова е мал поклон од Редкаст од нашата екипа, повели чашка да си пиеш чајче, млекце, кафенце, што и да сакаш. Пред да одијам емисијата, ќе те замолам само една порака до гледачите, погледни во тој план таму во таа камера и слободно обрати се доколку сакаш. Јас мислам дека доволно кажано, оставам на тебе. Ја можам да им порачам на аеродромци дека доста ни е со лажење во изминатите 30 години. Едните други не лажат со празни ветувања и ништо не прават. Време е да си ја вратиме општината на граѓаните, време е за реални проекти,
време е за искрена работа и те како ќе ги промениме работите. Тоа беше Маријан Димитриев, кандидат за градоначалник на општина Аеродром од редовите на Левица. Се надевам, драги гледачи, дека го задржавме вашето внимание и ве поканувам на следна средба со некој нов гостин во некој нареден ретказ. До тогаш, останете поздравени и спите мирно. Поздрав! Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!